Почитувани учесници на онлайн дискусијата за глобалните предизвици, закани, можности и членството во НАТО и македонското полноправно членство како 30-та земја членка е дел од ова онлайн дискусија во која имаме значаен голем интерес од македонските студенти, професори и е вклучена токму и луѓето кои ги носат одлуките од политичкиот естаблишмент. Го имаме во живо и председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски, шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје и имаме видео обраќање на председателот на државата, господинот Стево Пендаровски. Во овие критични и тешки моменти за Република Северна Македонија и многу земји во светот, се обидуваме преку овие активности да го одржиме духот и посветеноста на стратешките приоритети и заеднички да придонесеме кон опстојување на значајните политики и решавање на оваа криза со која денеска се соочуваме. На почетокот дозволете да во свое име и во име на сите учесници на онлайн дискусијата искажам благодарност на здравствените работници, на припадниците на безбедносниот систем и на сите кои од владата и институциите даваат безпрекорни напори за справување со пандемијата на COVID-19. Токму членството на Република Северна Македонија во НАТО е една од алатките кои ги добива нашата земја за справување со коронавирусот и можност во суштина да се активира механизмот за поддршка. 30-тото за членување, 30-та членка нашата во Северноатлантската алијанса и кревањето на македонското знаме во Брисел е најголемиот успех од осамостојувањето до денес во македонската надворешна политика и во суштина значи исполнување на стратешките обврски од 1993 година. Тоа е потврда на суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата и единствено кохезивно прашање кое ги обединува и македонците и албанците. Преку глобалниот пораз кој во суштина го имавме во изминатиот период преку пандемијата, значи дека ние треба да се запрашаме и да го преиспитаме поставеноста и градењето на нови политики на НАТО, но и генерално на домашниот безбедносен систем. Ова се дел од дилемите кои верувам денеска ќе ги отвориме, за да не губиме време со оглед на ограничениот простор и на председателот на владата. Предлагам на почетокот да го слушнеме видео обраќањето на председателот на државата во контекст на актуелната тема која го добивме по овој повод пред 2 дена. Да го слушнеме председателот Пендаровски. Поздрав до сите учесници на конференцијата, пред до организаторот. Морам да ви кажам дека сум малку изненаден што бидејќи учествувам по прв пат на ваков тип на конференција, меѓутоа претпоставам дека и за вас и за сите кои учествуваат на конференција, ова е за прв пат да имаме еден вид академска институција академска конференција со учество и на политичари, а да биде онлайн. Меѓутоа, ситуацијата со коронавирусот не натера да размислуваме и на поинаков начин и да правиме вакви така наречени дигитални конференции. Да ја врзам ова последна моја констатација со темата на конференцијата. За прв пат во својата историја и НАТО пред неколку дена, точно на 2 април, направи прв пат видеоконференција на сите министри за надворешни работи на земјите членки и за нив беше тоа необично. Меѓутоа, ситуацијата налага таков тип на однесување, да продолжи да функционира институциите, меѓутоа во малку видоизменети околности. На почетокот би сакал да го честитам, иако со мало задоцнување поради воредните околности, денот на НАТО, 4 април, кога организацијата е формирана, и сакам да си го честитаме сите членството на нашата земја во Алијансата. 30-та земја членка станавме конечно, ова го чекаме од 93-та би рекол, од првата декларација во тогаш консензус од сите парламентарни групи за наше членство во Алијансата и особено 99-та, кога на априлскиот самит во тоа време во Вашингтон станавме формално членка
се извинам, формално кандидат за членство и влеговме во циклусот наречен годишни национални планови за членство. Јас имам посебно чувство на задоволство со оглед на моите претходни задолженија, работни задолженија, најверојатно околу, можем да кажем, околу 20 години се бавам со прашањата на одбраната и безбедноста и претходно бев и национален координатор за НАТО и советник за национална безбедност на 20 председатели. Сето тоа имаше и тоа како директна релација со нашето зачленување во оваа алијанса. И секој пат сум мислел дека НАТО е предуслов за развој. Значи, ако имате гарантирана безбедност и граници и територијален интегритет, јасно е дека во секоја друга област можете само да напредувате, бидејќи веќе ги имате предусловите за такво нешто. Според мене, нашето зачленување во НАТО е еден од трите најважни моменти во нашата понова историја, сигурно еден од трите најважни моменти од нашата независност до денес. Значи, ако првиот историски момент за нашиот народ, за сите нас, за нашата држава е 91 и 8 септември, кога стекнавме независност, ако е вториот 93-та и 8 април, кога станавме членки на Обединети нации, ова е секако со таа, не наречам, стратешка тежина и мислам дека кога год ќе правите анализи за тоа што се случувало во првите 30 години од нашата независност, овој чин, нашето зачленување во алијансата, едноставно не ќе можете да го избегнете. Што сега работи НАТО со оглед на овие околности кои знаеме дека се драстично изменети на глобално ниво? И само неколку реченици ќе ми дозволите да кажам како е поставена алијансата во моментов, за да се разбијат сите оние тези на скептиците кои постојано велат дека НАТО е организација од некои стари времења, од времето на биполарната подлоба на светот, од студената војна и дека не се има адаптирано на новите околности. Тоа не е точно, е во однос на најновата пандемија што имаме сега во врска со коронавирусот. Последната теза која е кажана на највисоко министерско ниво во седиштето НАТО е дека НАТО прави се во овој момент оваа здравствена криза да не премине во безбедносна криза. Чи за таа цел сите препораки на Светската здравствена организација, една организација која што е НАТО, стриктно ги спроведува, ги следи, иако се работи пред се за војно-политичка организација, сепак ги следи. Во штабот на НАТО, новиот штаб на НАТО, отворен од минатата година, е драстично редуциран персоналот на луѓето кои работат. Таму редуцирани се сите патувања на луѓето кои работат, а ги има илјадници, освен оние врзани директно со војните мисии. Многу се засилени мерките во склад со препораките на СЗО за заштита на војниците под капата на НАТО во меѓународните мисии. Например, откажани се групните посети на алијансата кои беа дел од таа програма на приближување на алијансата до обичните луѓе, значи такви работи нема, исто како што е да речеме во нашите институции со така наречените отворени денови кај нас во парламентот или во кабинетот на претседателот, и тамо нема повеќе отворени денови. Што конкретно НАТО прави во последниве недели или денови, да кажам? Имаше пред неколку дена состанок редовен на министрите за надворешни работи, меѓутоа закажан е вонреден состанок на сите министри за одбрана на земјите членки, кој ќе биде овој месец, април месец, затоа што очигледно е неопходно дневно следење на она што се случува со пандемијата и од тој аспект како НАТО ќе се адаптира и како НАТО ќе се спротивстави на заедничките напори кои ги прават различни држави и различни институции во сите тие држави. Според последните заклучоци на овој последниот министерски совет на НАТО, НАТО дава поддршка на своите земји членки во три насоки. Прво дава комплетна логистичка и транспортна поддршка за транспорт прво на медицинска опрема, која е неопходна кај земјите членки, која има повеќе транспортира земјите кои имаат помалку. За таа се составени најголемите карго авиони C-17 на НАТО, во овој момент 3 од нив кои се во постојано летање, да наречеме, и земјите членки. Последната голема пратка беше од Романија кон Италија за одредена медицинска опрема која недостасува во таа веројатно најтешко погодена земја на алијансата покрај Шпанија. Потоа комплетната логистика ја обезбедува помеѓу членките во делот на потребата за медицински персонал од една во друга земја членка. И оно што е интересно, НАТО учествува со своите иновативни технологии. Постои една силна гранка во рамките на алијансата која се бави со новите технологии. Например, НАТО има поприлично искуство во
3D принтањето. И ова се последно што е интересно да го знаат и оние кои следат оваа конференција и целокупната наша јавност. Од пред неколку дена започна производството на преку 3D принтери на заштитни медицински маски кои имаат посебен систем за вентилација во Италија. Значи тоа што НАТО до сега го имаше која експертиза во тој дел, на користење на што е неопходно и една специфична локална иницијатива, нели, јавно-приватно партнерство, значи Алијансата локална фирма, тамо веќе тоа го изработува преку 3D технологијата и тоа е во овој момент голема поддршка за Италија која има меѓу другото недостаток и во овој сегмент. Она што нашата македонската јавност треба да го знае е дека НАТО изминативе неколку години, значи многу пред да се случи пандемијата и многу пред да станеме ние земја членка, веќе обучи над 500 лица, значи наши тука вработени по институциите, да работат во вакви услови и тие се составени сите во тој капацитет да работат и да се снаоѓаат. Значи во военни ситуации, вклучувајќи и заразни болести, една од институциите кои има директен бенефит од тоа што станавме земја членка на НАТО и е дел од тој заеднички здружен информативен систем на НАТО е Центарот за управување со кризи, кој е дел од програмата НАТО наречена Next Generation Incident System, кој служи за подобра размена на информации и подобра соработка меѓу институциите. Меѓутоа, внимавајте, зборувам за размена на информации на подрачјето на нашата земја и за подобра координација меѓу нашите домашните, тукашните институции. НАТО тоа го мапира, ни дава технолошка поддршка од позадина во тој дел, бидејќи ние тој тип на капацитет го немаме и ние многу побрзо разбираме што се случува во рамки на нашата држава и каде е неопходна поголема помош или присуство поголемо на одреден персонал. Тоа претходно го немавме, односно работевме, бевме оставени сами на себе, сега имаме цела алијанса со 29 земји членки кои тоа го работат. Сакам за да не должам многу, бидејќи во военни околности не треба и премногу долго да се зборува, само да споменам уште една теза и да разработам на кратко колку ми дозволува времето, која е битна во рамки на оваа пандемија и е значајна тука и нашата соработка со НАТО, односно веќе сега внатре како земја членка, тоа се тие кампањи за дезинформирање на јавноста. Сте слушале хибридни закани, знаеме сите кои изминативе неколку години ги имаме ние во различни облики и со различен интензитет и кај нас. Меѓутоа сега повторно имаме еден вид на хибридна војна меѓу засегнати страни, меѓу ентитети, меѓународни организации и така натаму. Меѓу останатите кои се еден вид на колатерална штета во оваа смисла е и нашата земја и во тој дел ние добиваме исклучително битна не логистичка, него информатичка поддршка од НАТО и во делот на пробивање на вистината до крајните корисници, со тоа ги демантираме лажните вести кои имаат за главна цел да го подкопаат вербата на граѓаните во нашите институции, што и вербата генерално во системот на демократијата како најдобар политички систем, каде што се сместени, нели, и сите останати земји членки на Алијансата. Значи НАТО помага тука, ни помагаше и претходно, меѓутоа сега ни помага многу повеќе со размена на информации, со размена на вистински информации и тоа е еден од бенефитите директни кои ги имаме сега како земја, полноправна земја членка на Алијансата. Сакам да ја поздравам уште еднаш на крајот и да си посакаме сите ние идната година денот на НАТО да го прославиме во нормални околности и да го прославиме вака гледајќи се очи во очи, што се вели директно во еден физички жив контакт, а не вака на дистанца, бидејќи сепак тие традиционални конференции барем мене како човек од постарата генерација ми се многу подраги. Поздрав до сите. Благодарам до председателот, го поздравуваме и ние, благодарно за одвоеното време. Сега го поканувам председателот на владата, господинот Оливер Спасовски, кој го имаме во живо вклучување во оваа онлайн дискусија по повод глобалните ризици и закани и македонското членство во НАТО. И покрај тешката макотрпна работа која има владата, тој одвои 20 на минути да го слушнеме неговото обраќање, веднаш после тоа и не едно до две прашања од нашите студенти. Почитуван премиере, повелете поздрав до вас. Благодарам, поздрав и од мене. Благодарам за можноста денеска да организираме ова онлайн дискусија. Навистина, во време кога Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО Алијансата, меѓутоа во исто така многу тешко време за човештвото генерално, не само кај нас, туку во светот. И навистина е добро што преку една ваква дискусија практично го одбележуваме 4-ти април денот на НАТО, каде што Република Северна Македонија прв пат
до сега може да го одбележува овој ден како полноправна членка на НАТО алијансата. Знаете дека на 27 март и официјално ние станавме 30-та земја членка на алијансата и за нас представува една посебна гордост одбележувањето на денот на НАТО и тоа со право, заради тоа што многу генерации пред нас беа посветени на реализацијата на овој наш стратешки интерес национален, а тоа е да бидеме земја членка на НАТО. Ние сме генерација која што практично го живееме тој сон и треба да бидеме горди заради тоа што сме дел од семејството на најмоćниот безбедносен и воен и политички сојуз, кој што сепак представува и синоним за највисоките демократски вредности. Зошто е важно да бидеме дел од НАТО алијансата, посебно ние како една од малите земји или од малите држави. Прво заради тоа што малите земји многу тешко може да влијат врз политиките и одлучувањето на глобално ниво. И единствен начин да се зголеми тоа влијание е токму преку интеграциите во тие наднационални организации. И на овој начин исто членството во НАТО и започнувањето на преговорите со Европската Унија, каде што владее принципот еднаков меѓу еднаквите и принципот на солидарност, а тоа е сите за еден, еден за сите, стекнуваме можност за влијание и за еднакво право при носењето на одлуки. Второ, исто така многу значајно е тоа развојот економскиот раст, кој што исклучително важно или во голема мера зависи од способноста на земјата да одржи мир, стабилност, односно долгорочна безбедносна и политичка стабилност. Членството во НАТО тоа го обезбедува. И ако погледнеме и со државите и од регионот и пошироко, ќе видите дека токму преку членството во НАТО започнува еден засилен економски развој. Тоа е исто така како споредов и напред развојот на економијата на Естонија, растот на бруто домашниот производ, понатаму Латвија, земјите од окружувањето за нас подобро познати Албанија и Црна Гора, кои што исто така направи еден сериозен развој делот на економијата. Меѓутоа, и ако споредиме со тоа што се постигна и во Северна Македонија од моментот кога се започна или беше известно веќе дека овие интегративни процеси ќе бидат и реалност, имаме состојба во кој што за овие 3 години, додека интензивно се работеше на интеграциите и на НАТО и на започнувањето на преговори за членство со Европската Унија, доживеавме навистина добар економски раст и напредок. Од една страна, многу зголемен интерес за инвестиции не само на странските инвеститори, туку и на домашните инвеститори, меѓутоа за одбележување дека веднаш после известноста, веднаш после создавањето на услови за членството во НАТО, договорите помеѓу Грција и Бугарија, отворија перспектива и над 625 милиони евра имаме инвестиции во тој период во државата. Сепак тоа покажува дека долгорочниот мир, стабилност и безбедноста е основа и за економскиот развој. Важно за нашата држава е дека многу прашања кои што претходно беа отворени прашања или се држеа како прашања кои што представува така наречен замрзнат конфликт кој што никако не ни одговараше ниту на нас, ниту на регионот, веќе се прашања кои што не се на агендата за разговори и многу од тие дилеми кои што ни се отвараа како граѓани во изминатиот период пред се на територијалниот интегритет, целовитоста на државата, зачувањето на границите, се прашања кои што еднаш за секогаш се затворени и оставаат простор ни овозможуваат на сите нас и во владата и во институциите, меѓутоа и генерално граѓаните да можат да си ја планираат иднината пред се во делот на јакнењето на демократскиот капацитет на државата, јакнењето на економски план, подобрување на животниот стандард на граѓаните. Мислам дека токму сега членството во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија
кај голем дел од нашите граѓани предизвика сериозна гордост, меѓутоа и мотивација за да се продолжи тоа многу одлучно, храбро, посветено и да го завршиме и тој пат кон членство во Европската унија. Едноставно се почувствува дека се отворија перспективите на граѓаните на Северна Македонија. Ние сега се наоѓаме во една многу сложена ситуација, во една сериозна хуманитарна криза која што пред се треба да представува реализација на некакви заеднички мерки на градење на сериозни заеднички капацитети. Ова е еден од можеби поголемите, ако не и најголем предизвик на глобално ниво пред сите нас, пред секој од државите, како и на кој начин да се справиме поуспешно со кризата на ширењето на коронавирусот. Мора да кажам дека членството во НАТО, придобивките кои што ги има во членството во НАТО се покажа како ефикасни во делот на справувањето со коронавирусот. Едноставно го активиравме НАТО механизмот за цивилна заштита, за помош на сите нас. Се активираше и механизмот за цивилна заштита на Европската унија. Првата позначајна поддршка на државата во справувањето со коронавирусот стигна токму од Европската унија и од НАТО. Тоа само покажува колку е важно тоа наше стратешко партнерство, колку е важно кога има еден моќен сојуз на држави кои што заеднички можат да градат политики, стратегии, начин на кој што се справуваат дури и со најтешките прашања. Така да важноста е до толку голема што се посветува сериозно внимание ова хуманитарна катастрофа да не премине во една безбедносна криза, ризик и така натаму. Мислам дека сите заедно ќе можеме да се справиме многу успешно со целата ова ситуација. Навистина имаме тешки денови кои што се пред нас, кои што ќе бидат и уште потешки за државата. Се направено за да успееме да ги спасиме граѓаните и здравието, животот на луѓето. Правиме се што треба да правиме и ќе правиме понатаму да направиме се што можеме во делот на економијата, да помогнеме максимално можно, секако и тоа го правиме заедно со нашите партнери. Јас сметам дека клучна улога во справувањето со оваа криза има пред се здравствениот сектор кој заслужува целосно наше внимание, поддршка која што треба да ја има, заради тоа што тие се токму на првата борбена линија против овој наш невидлив непријател. И тука сакам да одадам признание на сите медицински работници, сите лекари, да одадам признание на македонската полиција, која што исто така еден клучен елемент во справувањето со оваа битка и кои што се наоѓаат секако на првата борбена линија, македонската армија, дирекцијата за заштита и спасување, противпожарните служби, центарот за управување со кризи. Едноставно тоа се институциите кои што најмногу се посветени во оваа битка, а посебно сакам да се заблагодарам и на сите граѓани кои што учествуваат во справувањето со оваа криза. Тоа се сите оние кои што многу сериозно ја сваќаат состојбата, сите оние кои што ги почитуваат препораките дадени од страна на владата, заради тоа што сега е моментот кога треба сите заедно да се посветиме кон справувањето со оваа состојба, сите заедно да ја добиеме оваа битка. Многу беше важно во изминатиот период да бидеме единствени, да бидеме заедно во моменти на остварување на нашите стратешки цели, меѓутоа сега е уште поважно да бидеме сите заедно посветени и да успееме да спасиме што е можно повеќе човечки животи, заради тоа што за нас како влада нема поголем и поврмен приоритет од здравието и животот на граѓаните. Така да апелирам и денеска и од оваа конференција да упатиме еден силен апел прво на поддршка до луѓето кои што директно се справуваат со кризата, тоа се здравствените работници, полицијата и армијата, меѓутоа и да упатиме сериозен апел до секој граѓанин
да бидат на висината на задачата, на собствената одговорност да си помогнат себе си, на семејствата и да помогнеме заедно на Република Северна Македонија. Благодарам. Благодарам, председателе на владата. Сега имам пријавено 20 студенти директно да ви представат прашање. Ќе ви одземеме само уште 5 минути од вашето време. Филип Јанковски е пријавен за директно прашање. Доколку го имаме, Филип, повели. Момент само. Да, Да се повели. да се поврзам. Говорете, ве слушаме, повелете. Моето прашање би било какви би биле реформите во безбедносниот систем на нашата земја по завршувањето на оваа пандемија? Прашање до министерот Спасовски. Значи, до председателот на владата, значи за какви реформи по справување на кризата, веројатно за тоа потоа би размислувале, но генерално дали може да се начне тоа прашање. И Сара Николовска исто така уште едно прашање, повели Сара. Да, јас сум Сара Николовска од Факултетот за безбедност Скопје и моето прашање се однесува до премиерот Спасовски. Зошто НАТО или било која држава не успеа да ја превенира пандемијата и зошто секоја држава, вклучително и нашата, прави проценки на ризици и закани по безбедноста на граѓаните и државата? Повелете се одговорите, премиере. Првото прашање практично отворено во секој еден момент за тоа што е потребно да се поправи во делот на институциите на системот. И ние сериозно разговараме покрај нели сите сили што ги насочуваме на справувањето со оваа пандемија, меѓутоа паралелно со тоа разговараме како и на кој начин да ги согледаме сите позитивни и негативни страни кои што ги имаме. За тоа разговаравме со деканот на Факултетот за безбедност, со многу компетентни стручни луѓе кои што се и во делот на одбраната и безбедноста, меѓутоа и во делот на здравствениот систем. Едноставно да следиме преку решавањето на состојбата со ширењето на вирусот, каде се добрите страни на македонскиот систем и на одбраната на безбедноста и на здравствениот систем, меѓутоа да видиме и каде се пропусти, каде се лошите страни, каде можеби треба да воспоставиме една подобра комуникација и координација и секако дека тоа што ќе се покаже како слабост треба да биде врвен приоритет во мирнодопски услови, би рекол, за да ги отстраниме тие негативни појави, за да може да функционира. Меѓутоа, генерално се покажа дека системот може да функционира во државата, дека има добро воспоставен систем пред се и во делот на здравствениот систем, и во делот на безбедноста. Дали може тоа да се надоградува? Да, може да се надоградува и тоа треба да се прави во наредниот период. Мислам дека сите ние помалку, кога ќе сме во нормални услови, не сакаме да размислуваме за тоа што ако ни се случат вакви состојби на сериозно нарушување на здравството, на безбедноста и така натаму. И тогаш многу малку разговараме или бараме решение за можните вакви евентуални настани. Затоа често и сега апелирам кога разговараме за вакви теми во нормални услови, пред се во делот на третирањето на безбедносните сили, на армијата, на здравството и така натаму, да бидеме секогаш што мислите дека овие луѓе се на првата борбена линија во моменти кога не се случуваат сериозни кризи. Затоа тие поддршки кои што на нив ги даваме треба да бидат и многу сериозни. Да заклучам, да, мора да ги следиме работите и секако да направиме реформи за уште поуспешно функционирање на системот во иднина. Второто прашање е зошто НАТО или државите не може да предвидат дека ќе се случи ваква една пандемија. Едноставно заради тоа што ова се состојби на ширењето на вируси кои што не можете да ги предвидите. Гледате дека дури и сега не можеме да предвидиме како и во која фаза може да се развие во ова и што е тоа што може да го добиеме како резултат од ширењето на пандемијата. Единствено нешто што во овие услови се бара, тоа е да ги користиме искуствата на државите кои што поминаа пред нас во некои понапредни фази, да ги конципираме сите наши стратегии во борбата врз основа на тоа што е сега актуелно или врз основа на тоа што преземале другите држави, меѓутоа немаме воспоставена, би рекол, некаква типичен протокол за однесувањето во ваква една ситуација, заради тоа што навистина
Оваа пандемија, па и било која друга не може да се предвиди, никогаш не може да се предвиди ниту сега. Меѓутоа, што треба да предвидуваат системите? Системите треба да предвидуваат да бидат подготвени да реагираат во услови на било какви состојби кои што ќе ни настанат од секаков аспект. Дали е тоа здравствен или безбедносен аспект, едноставно да функционира системот на државата. И јас затоа уште еднаш кажувам, сум среќен бидејќи навистина институциите на државата функционираат нормално, функционира системот кој што секако дека ќе треба да се подобрува во идниот период, меѓутоа во услови на ваква состојба се покажа максимална посветеност, ангажираност на сите структури и нормално функционирање се во функција на заштита на животот на здравјето на луѓето. Премиере, ви благодарам за одвоеното време, ве поздравувам и посакувам многу успех. На крајот порака уште една во 2 реченици до нашите студенти, професори, до граѓаните. Благодарам. Повикувам само сите заедно да бидеме гласот на јавноста, сите заедно да повикуваме дека најмногу од сите нас зависи како и колку успешно ќе се справиме со оваа криза. Можеме да донесеме и најдобри одлуки, можеме да влечеме и најдобри потези во справувањето со кризата, ако ние како граѓани сме опуштени максимално, ако не ја сваќаме сериозноста на оваа здравствена криза, ќе се соочиме со сериозни последици. Така да ги слушаме апелите на епидемиолозите, оние кои што најдобро знаат како треба да се поставиме во оваа криза, и на крајот чувајте се сите, ви посакувам добро здравје. Ако сме единствени, ако сме заедно, ние ќе ја победиме и оваа наша криза и ќе бидеме сите заедно успешни пора. Многу здравје вас и на сите членови на владата и на државниот тим и здравствениот систем. До скоро видување, се надевам ќе се видиме на факултетот за безбедност по справување со оваа криза и пандемија. Големи поздрави до вас. Благодарам. Му благодарам на председателот на владата, а сега согласно агендата ние пристапуваме и го повикувам шефот на канцеларијата на НАТО за врски во земјава, полковникот Зоран Јанковиќ, да ни се обрати со неговото обраќање во живо, како тој како офицер кој доаѓа од Република Словенија, земја членка на НАТО и шеф на канцеларијата за врски, гледа во суштина на сево ова што ни се случува и генерално што значи македонското зачленување во Алијансата за безбедноста во регионот и кои се во суштина алатките и механизмите за превенирање на оваа, како што рековме, пандемија, здравствена криза со цел да не прерасне во безбедносна, со оглед на тоа што последиците по економскиот дел и финансиите се неминовно ќе ги сносиме сите ние граѓаните и стопанските субјекти. Полковник Јанковиќ, се надевам сте овде, повелете со вашето обраќање до учесниците на онлайн конференцијата. Повелете. Thank you very much. I hope that we can hear each other and see each other. I would like to thank you for invitation and for organization of such innovative, let's say, way how to interact with the students and how to keep them involved in this security situation. I don't want to miss this opportunity also to congratulate you full membership in NATO. I believe that this is really extremely important foreign policy goal. However, I understood that we are going to discuss about global risk and threats. Therefore, I tried to prepare myself somehow in this way. But I know that in front of you is a new, extremely important strategic task currently to prepare a new national security strategy. I believe it is opportunity to start from the scratch, taking into account, of course, a new security environment, including fact that you are a new NATO member state and all benefits and obligations from this new status. But if you look into strategic national documents from any member state, you will see that all of them identified more or less the same threats. It is just a question how intense and how
frequent those threats appear in national environment, and your national role, let's say, within NATO structure and solving NATO crisis. Dealing with this, and we are dealing, of course, with threat assessment. It is most important task, but also most unpredictable part of our job. If we are successful in this part of process, then we have relevant capabilities to fight against. If not, then we fail. Of course, we don't have a crystal ball to predict. However, there are some existing tools like strategic foresight analysis and the NATO strategic intelligence estimate that we have available. We put them in a document which is updated every year, since threats are variable category. It is called, I would like to say that we need to have, of course, shared understanding of the future security environment. It is not just about a year or two in advance. We have to have shared security environment decades in front of us, evaluating trends in political, social, technological, economic, and environmental areas with the greatest impact to our national security. Trends are also created complexity and uncertainty in security environment. What is most important, of course, is to get interaction between those trends, possible instability situations, and of course possible military implications. Speaking about instability situations, we were more or less focused in previous times, up to now, more to conventional war or hybrid threats, hybrid war, and so on. I don't want to say that we underestimated or neglected other possible instability situations like pandemic disease or whatever, I don't know, weapons of mass destruction, proliferation, and so on. But however, I have to admit that we were more focused on conventional war and hybrid threats. Now, through the tools that I've already mentioned, we prepared different scenarios for possible threats and develop, and this is the basis for capabilities development and how we set the level of ambition, what we have how we have to prepare ourselves, what capabilities we need to tackle all those different threats and instability situation. Of course, there are threats that you cannot fight with bullets or rockets or tanks. And we are speaking now about current situation, about the pandemic disease. We are now in front of this tackling, not as a kind of exercise, but the real situation and real crisis. And of course, we as a NATO have a kind of tool called advanced planning. Through the advanced planning, we try to predict what kind of threats we can face in near future, and therefore we have different scenarios, and according to those scenarios we are preparing through NATO defense planning process all different kind of capabilities that we will need tackling all those security threats. What I would like to add is that in this year, you know that it was planned to execute Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center exercise here in North Macedonia, more precisely in Ohrid and its surrounding. But as maybe you know, the exercise is postponed to 2021. However, now we have, unfortunately,
excellent possibility to check through the real crisis whether our contingency plans, and not only national plans, but also NATO plans, are sufficient, are well prepared, are executable, and the resources provided for tackling such kind of different threats, in this case, pandemic disease. Of course, what my recommendations would be that we took opportunity to identify lessons out of this crisis and to implement these lessons learned into our future capabilities, development of our future capabilities, in development of our future contingency plans, which, as I would like to mention again, should be executable and well resourced. I hope that we will go through this crisis. Our President and Prime Minister already mentioned that there has already been high-level meeting, although through the VTC of foreign ministers, and they pledged to tackle this together and to fight together as the alliance with the capabilities that we have, not only through the tasks from our strategic concept, but also with the pandemic disease and this kind of crisis. So thank you very much indeed, and I hope that we'll have another opportunity, not only through the video conferencing, but also personally, to discuss about this situation, our future task, and our future cooperation within NATO. Thank you. Thank you very much. Ви благодарам, господин полковник, за одвоеното време и вашето учество во оваа онлайн дискусија, поттикнување на академската дебата, одржување на духот, и се надевам и со вас во брзо време ќе се видиме на факултетот за безбедност и сите овие дилеми и прашања кои ги отворивме, ќе поразговараме многу повеќе и се разбира од срце и од душа да се израдуваме на овој значаен настан на скревањето на македонското знаме во Брисел, со оглед на тоа што бројни генерации и влади дадоа придонеси кон реформите и кој значаен успех за земјата. И благодарам многу. Овде останете доколку има одредени прашања од учесниците, од професорите или од студентите. Следен на агендата ќе го слушнеме професорот Ризван Сулемани, кој доаѓа од Универзитетот Мајка Тереза, кој воедно и проректор, и од сите овие изминати дискусии од полковникот Јанковиќ и од председателот Пендаровски, премиерот Спасовски, ги стакнавме и се видоа трите принципи во суштина на кој почива политиката и делувањето на Северноатлантската алијанса. Тоа е заедничката безбедност, колективната одбрана и пред се управувањето со кризи, кој е значаен во оваков период на здравствена криза со опасност да не прерасне во безбедносна. Со оглед на тоа што денеска се наоѓаме во оваа глобална криза, неминовно мора да се каже дека е нужно потребно подобрување на механизмите за управување со кризи и пред се на Северноатлантската алијанса, но и на земјите членки, со оглед на тоа што уште побрзо врз принципот на солидарност да делуваме. Со оглед на констатираниот расчекор помеѓу потребите и можностите, сметам дека многу поефикасно и подобро сите ние можеме преку преиспитување на дел од јавните политики да одговориме по справувањето со оваа криза, уште поуспешно пред се во делот на превенцијата. Да посакаме дека последиците од економијата кои ќе бидат од оваа криза ќе бидат многу минимални и веруваме дека е врз основа на оваа прогласена воредна состојба сепак и дека последиците по демократијата и политичкиот систем во земјите во развој, како што и Република Северна Македонија, ќе бидат минимални, дека овие максимални можности на воредна состојба ќе се употребат за искористување на ресурсите за справување со
со пандемијата и здравствената криза и потоа сите заеднички во подобри времења ќе седнеме и ќе констатираме каде во суштина можеме многу подобро да одговориме. Неминовно веројатно овој процес на глобална пандемија ќе дојде до деглобализација на процесот на делување и на меѓународните организации и ќе дојде до зајакнување на националните безбедносни капацитети. Значи, интегрираниот безбедносен систем пред се на државите дома со градење на домашните капацитети, а потоа се разбира и со нивна партиципација во колективните безбедносни системи со оглед на почитување на принципот на солидарност, колективна одбрана, заедничка безбедност и управување со кризи кои се нападнати од оваа глобална пандемија. Дел се ова од ставовите кои ги изнесувам во оваа онлайн дебата и провокација на проректорот на Универзитетот Мајка Тереза, колегата Ризван Сулемани, да продолжи со неговите размислувања колку се искористени можностите на НАТО и генерално на меѓународните организации во вакви глобални ризици и закани. Колега Сулемани, поздрав, повелете. Благодарам колега. Поздрав до представникот на канцеларијата на НАТО, секако поздрав и до председателот и премиерот кои најдоа време да бидат дел од оваа онлайн дебата во еден многу круцијален момент. Иако не се тие тука, ја користам можност на тие и на сите тие кои учествуваа во одењето на овој пат да дефинитивно се постига една стратешка цел за која се залагаа многу интелектуалци, политичари, па и целата македонска јавност, студентите, да стане реалност и денеска ние сме членка 30 на оваа организација за која што и понатака цениме дека е најорганизираната организација која што највеќе може да ја помогне на државата и на сите земји членки. Секако дека во моментот се наоѓаме во една ситуација во која што не би сакале да се најдеме, но овој момент и оваа ситуација убеден сум дека и како ќе помогне во преиспитување на стратешките опасности што ги има дефинирана НАТО и во последниот самит, дури мислам дека ќе допринесе или можеби ќе отвори дебата и прашање дали може и самиот основен документ, членот 5, да се смени, кај што викам, ако една членка биде нападната, сите други ќе се солидаризират и ќе бидат. Што ако сите семји ќе бидат одеднашка нападнати, како што е сега случајот, и не од некоја веќе дефинирана опасност, туку од некоја космолошка опасност за која што се уште во документите на НАТО не е дефинирана како опасност. Убеден сум дека тони хартија и многу меморија ќе зафата студиите после овој настан, не само од безбедностите студии, туку од сите области, затоа што светот првпат се случува со феноменот на застанување на време, дури одење на нас, за кое што никој немаше визија или идеја дека воопшто може да се случи, но ние, на жалост, се соочуваме со тој феномен. Денес, како се анализира нашиот живот, како денеска живее граѓанинот во Република Македонија и во најголемиот дел од светот. Он го живее живот кој што се живеел пред 100 години. Неговиот радиус на делување е дома, во продавница, аптека, евентуално ако е на работа, до работа и на крајот очекува евентуално дали ќе заврши во амбуланта или во болница, што тој радиус на човек кој што живеел през 100 години, кој што знаел да оди од дома на нива до млинот и на крајот ќе завршил нормално во црква или џамија. Значи, тој радиус на движење денеска не е како пред 100 години. Уште повеќе, тој глобален свет, кој што стана мал, и ни беше, и ние секојдневно се чуваме, со било кој во светот, денеска исто така станува толку далеко. Денеска Германија, Франција, Англија исто толку далеко пред 100 или 200 години, затоа што целиот сообраќај е забран.
Ова и како ќе отвори прашање и за НАТО и за оценување на безбедностите во НАТО. Но, да не се задржуваме многу во предвидувањето. Денесното клучно прашање е дали НАТО направи многу, дали НАТО направи доволно и дали НАТО можеше да направи повеќе со постојните инструменти што ги има. Председателот даде објаснување кои се активности ги има преземано НАТО за сега. Почнување на отварањето на коридорите за авионите на НАТО, помош во носење на медицинска помош и обуки и така накаде во организација на кризниот менеджмент во Република Македонија, но јас мислам дека НАТО има повеќе потенцијали од колку што донеска го има искористено. Евроатлантскиот координативен центар за реакција при катастрофи мораше да биде итекако ангажиран. Мораше да се формира task force кој што перманентно ќе ги следи ситуациите во сите земји членки на НАТО. Ќе собира податоци, искуства, знаење, ќе ги обработи и ќе им ги нуди на земјите членки како најдобри практики. Мислам дека НАТО има толку технологија и капацитети да може тоа да го направи. Секојдневно во комуникација. Секојдневно собирање информации, селекција на информации, обработка на информации, поделба на информации со земји членки. Нажалост, за сега, бар колку јас имам информации, такви механизми не се покренати. НАТО мора да размисли и за психолошките ефекти да се биде денеска членка на НАТО. Ние живееме во специфичен регион. Да, има 3 авиони, како што рече председател, кои што кружат и нудат помош. Но ние гледаме нешто друго. Гледаме дека една земја членка, која не е членка на НАТО во регионот, кај што не 1-2 авион, туку 11 за еден ден, ќе се спушат во аеродромот во Белград. Јас знам дека тие можеби ништо не носат. Но многу е битен психолошкиот ефект. Ние, членка на НАТО, каде што има 30 земји, моćни и најмоćните земји во светот, очекуваме дали од тие 3 авиони ќе дојде некој ќе следе во Република Македонија, макар и за психолошки ефект, да не се осеќаме осамени, да не се осеќаме напуштени, туку, ако не друго, да демонстрираме пред другите алтернативи, колку и тие да не се реални, што и за моје убедување не се, дека НАТО сепак е таа организација каде што, како и нигде друго, солидарноста, соработката и координацијата на активностите може и треба да биде на највисоко можно ниво. Затоа, имајте го предвид дека шефот на канцеларија на НАТО, предпоставувам дека секојдневно комуницират со центрите. Мислам дека треба да пренесе една таква порака до земјите членки на НАТО и во овој поглед да бидат поагилни, да бидат поактивни и дури за вакви мали работи да водат грижа. Ние морам да водиме сметка со каков ентузијазам ние го чекавме денот за членување во НАТО. Колку се жртви даде Република Македонија за да биде членка на НАТО. Ние плативме огромна цена. Ние таа цена на некој начин што ја дадовме и вакви со многу мали активности на некој начин треба да ни биде вратена. Така да, мислам дека активирањето на Евроатлантскиот координативен центар за реакција при катастрофи и за вакви кои не се предвидени како опасности во последниот самит. Ама во последниот самит
една од точките беше опасноста од руската експанзија. А руската експанзија на некој начин се демонстрира со тие 11 авиони кои слетуваат во Белград. А како антитеза на ова, противставување на ова, НАТО во моментот во регионот не бар за сега во таа форма не демонстрира. А мислам дека треба да демонстрира и такви форми на присуство во регионот. Секако дека најголемиот товар спаѓа на нас, ние треба да се мобилизираме како никогаш до сега да се справиме со. Секако дека е многу битно институциите да функционираат и координативно да настапуваат. Секако е дека е многу битна свеста на граѓаните кои што треба да одговарат на се она што се бара од стручните лица. Секако дека најголемиот товар кој се носи во моментот тие кои што на првиот линија на фронтот, кои што се на првата линија на фронтот, како се медицинскиот персонал на кој треба да им бидеме благодарни сите ние. Тука се полицијата и војската кои им се во поддршка, нормално и другите институции, но една психолошка, ако не друго, поддршка треба да биде покажена. Да, председателот каже дека ќе биде состанок во април на министрите за одбрана, но ја мислам дека е прекасно. Прекасно. Јас мислам дека НАТО треба да свика самит во овој вид, како што ние правиме, кај што клучните активности ќе бидат координирани и кај што автоматно ќе биде создаден тој task force, кај што перманентно ќе ги прати движењата и настаните во сите земји членки. Благодарам, се извинувам, ако не знам со времето дали Благодарам колега Ризван за провокативното излагање и интересните тези на оваа дискусија кои се обидовте дел да осликате од реалната состојба, дел да се осврнете на можностите и промените кои потенцијално треба да се менуваат. Сега го поканувам колегата Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност, да ни се обрати со своите тези и погледи на глобалните ризици, закани, македонското членство и можноста да што побрзо излеземе од оваа ворена состојба. Колега Дујовски, повелете. Благодарам, проректоре. Поздрав на сите претходни говорници и благодарам и на председателот и на премиерот што одвоја време. Особено сакам да му се заблагодарам на полковникот Јанковиќ, кој е наш голем пријател, чест гостин и на Факултетот за безбедност и на вистина во изминативе години вложи многу напори на овој наш пат кој конечно го завршивме. На професорот Ризван Сулемани исто така му благодарам, ова е ретка можност да можеме и вака да се видиме. Меѓутоа сакам да ви се заблагодарам и вам, проректоре Ѓуровски, и на сите професори на Факултетот за безбедност. Јас сум горд што во моментов нашата институција е пионер во ова што се прави. Не само по конференцијава која што денес ја организираме, веројатно прва таква можеби и во државата, иако ги исклучиме факултетите од инженерските науки, компјутерските науки, можам да кажам дека ние веќе действуваме како факултет кој што е реално земја членка на НАТО, така и се однесуваме, нашите студенти можат да следат настава, многу брзо се прилагодивме на овие нови услови, да се надеваме, да посакаме ова да трае што пократко, меѓутоа да се грижиме овие искуства што сега ги собираме да ни останат и за понатаму, затоа што е важно секое искуство, секој нов ден за нас представува богатство ако можеме да ги извлечеме најдобрите практики, тоа што било добро, тоа што останува се разбира да го градиме понатаму, да бидеме уште порелевантен и подостоен партнер. Оваа конференција ја организиравме за да го обележиме денот на НАТО. Тоа е клучното прашање околу кое што се разговара денес. НАТО е организација составена од 30 земји членки. Сите ние, и говорниците, но и студентите дадоа свој придонес за тоа Македонија конечно да го исполни својот деценијски стат, а тоа е да бидеме полноправна членка на оваа најголема воено и политичка организација во северната хемисфера. Во јужната не верувам дека постојат некои вакви, но нели. Треба да сме горди на тоа и треба да сега веќе од кога сме полноправни членки, мене ми се раѓа чувството да речам ние можеме, ние знаеме, ние сме на вистинското место, таму каде што огромно мнозинство од македонските граѓани од сите
верски, етнички припадности, сакаат да бидеме 3 децении. Тоа не беше ефтино, тоа не беше ниту лесно, меѓутоа ќе се покаже дека е најисплатливата инвестиција што сме ја направиле во изминатите 3 децении. Ова е неповратен процес, ние ќе бидеме дел од НАТО, веројатно сите генерации. Можеби како резултат на делумното разочарување што кај нас владееше во изминатиот период пред ги започнеме посериозно овие разговори со Грција за договорот од Преспа кој беше и клучен за нашето членство во НАТО. Ја често на студентите им велев дека мојата генерација не успеа. Нашата генерација не успеа да направи сериозен исчекор ниту кон евроатлантските интеграции, ниту кон членството во НАТО. Но сега повеќе не е така. Аз со гордост кажувам и мојата генерација, нашата генерација, токму ние го направивме се тоа што сега го живееме, а и го овозможивме на студентите кои што доаѓаат после нас, за да можат да бидат дел од оваа алијанса, но понатаму и од Европската унија и на многу попрецизен начин да можат да се подготват за сите ризици и опасности кои што ги носи 21. век. Одамна веќе се надминати оружјето и пушките. Гледате со што се соочуваме, со непријател кој што никој не го очекувал, можеби само некои најоптимисти во епидемиолошката наука предпоставувале дека може да ни се случи ова што денес ни се случува, но генерално, сега од кога сме дел од тоа семејство, данас е многу поедноставно да креираме планови и политики како ќе одговориме и на оваа, но и на сите други закани. Но што е НАТО за нас во делот на високото образование или во образованието? За студентите, сега додека се студенти, има особено значајни програми кои што НАТО ги посветил на науката, од кои што ние, како полноправна земја, можеме да користиме, но можеме и да бидеме дел од тоа. Данас, веројатно, веќе треба да бидат надминати прашањата што ние ќе добиеме од НАТО. Ние веќе добиваме. Ние, или барем имаме шанса да имаме владење на правото, да имаме договори со сите соседни земји, да овозможиме користење на бројни фондови, да можеме да гарантираме слобода на медиумите и така натаму. Сите тие прашања се исклучително значајни, ние самите ги завршивме. Ние во тој дел успеавме да ги исполниме минимум потребните критериуми да бидеме полноправна и достојна земја членка на Алијансата. Важно е за нас да кажеме капацитет. Во Брисел, каде што ќе работат голем број македонски граѓани. Сигурен сум дека и некои од студентиве што сега не слушаат 70-тина на број, еден ден ќе имаат активности со НАТО. Затоа што членството разбира многу обврски. Ова не се само привилегии, туку се и обврски, кои што ние во наредниот период на кои што ќе мора да се посветиме сериозно. Затоа што да бидеш дел од најдоброто друштво е привилегија, но и е сериозна обврска. Каква иднина треба да градиме и ние, но и студентите кои што доаѓаат после нас. За помошта за која што зборуваше професорот Сулејмани, јас се согласувам. Меѓутоа, знаете како ова што се случува во Белград не е прашање на НАТО. НАТО не е институција која што на тој начин ќе помогне. И токму тоа е разликата помеѓу западниот свет и посветеноста на 80% од македонското население кое што рече ние одиме кон НАТО и кон Запад, а не кон Русија или кон Исток. Сите пријателства се добри, меѓутоа за нас е многу поважно. Градиме самостојни капацитети. Ние тоа сме должни да го правиме заради нашите граѓани, заради нашата иднина. Професоре Сулејмани, сигурен сум дека ќе се согласите со мене и следите дека Европската унија му даде на Белград многу повеќе од што му дадоа Пекинг и Москва, но благодарноста изостанува за овие и средства, и пари, и донации, ама е насочено кон Русија и кон Кина. Но тоа не е наша работа. Наша работа е да си го градиме општеството, полицијата, армијата, судскиот систем, медиумите, високообразовните институции, за да можеме да бидеме партнери со оние со кои што сега седиме на иста маса. Министерот Димитров веќе имаше искуство пред неколку дена на првата конференција. Натаму ќе се случуваат бројни такви. Кога ќе помине се ова што сега не снајде. Јас сум сигурен дека ќе ни се отворат многу можности да не зборуваме само апстрактно за НАТО, туку да можеме и реално да го почувствуваме тоа. Што значи да одвојуваш 2% од бруто домашниот производ за армијата? Тоа значи подобар стандард за војниците. Тоа значи подобри квалитетни политики и практики кои што ќе ни ја заокружат. Сега веќе можам да кажам делумно гарантираната безбедност барем од оние регионални закани.
Инаку никогаш не можеме да бидеме свесни што го очекува светот понатаму. Но како дел од НАТО, со сите наши соседи, 3 од 5 наши соседи се членки на НАТО. Поставувам дека одеднакво ни биде сега зајакнат евроинтеграцијскиот пат. Тоа е многу важно. НАТО и Европската унија одат, не речам чекор во чекор, меѓутоа исполнувајќи ги овие услови што ги поставил НАТО, ние делумно завршуваме и дел од патот што ќе ни биде многу важен во наредниот период како кандидат или земја што ќе преговара за членство во Европската унија. И тогаш кога и тој пат ќе го завршиме, ни се отвори уште поголем пат. А тоа е да покажеме дека сме сериозни партнери. Ние не сме најмалата земја таму, не сме ниту најголемата. Меѓутоа сме најнова, последна земја членка, да посакаме дека овие студенти, но и ние, професорите и сите професионалци кои што работат овде, ќе дадеме максимум за да покажеме дека во овој дел на светот, во овој регион, НАТО има сериозна улога и тоа го користиме како институции, како држава и како регион, за да се справиме со се што ќе остане по завршувањето на оваа криза со коронавирусот. А ќе ни останат миграциите, ќе ни останат безбедноста на границите, ќе ни остане тероризмот. Особено ќе мора да се посветиме на насилниот екстремизам, што ќе биде наш придружник во наредниве 2-3 децении најмалку, но и на сите други безбедносни, политички, внатрешно политички, надворешно политички или какви да бидат други предизвици. Нашиот пат е многу јасен. Ние сега имаме партнери, тоа го покажаа во шпанскиот сенат, што одржаа прва седница за да ни подадат рака. Сега во овие тешки времиња да добиеме и позитивни вести. Нема ограничување колку би можеле да ја развлечат процедурата. Но ја завршија. И Македонија е веќе 10 денови членка на НАТО. Јас очекувам дека заеднички со сите наши партнери, но се разбира пред се со внатрешните мудри политики, можеме да се справиме со овој вирус и со нашиот здравствен систем ќе покажеме дека имаме капацитет да бидеме дел на тоа што се подразбира под полноправна членка на НАТО. Нема да должам многу, но секако отворен сум за дискусија. Благодарам. Благодарам, колега Дујовски, за вашето излагање. Овде можеме да отвориме дискусија, евентуални прашања, ако има од студентите или некои кои се заинтересирани да се вклучат во дебатата. Повелете. Може ли, Маријан, само малце дека професорот ме спомна? Да, само момент, дали има некој заинтересиран? Да, секако ќе ви дадам можност за реплика и полемиката која ја отворивме. Дали има некои прашања? Добро, колега Соломон. Прашање. Стефан, подготви се, колегата Ризван, повелете. Кратко. Не, јас само сакав да се дообјаснам. Апсолутно не мислам дека Русија е некој фактор. Имајќи во обзир дека Русија нема GDP како една членка на НАТО како што е Испанија, Русија нема, да речеме, економски капацитети каја било која друга држава средна од Европската унија или од НАТО и да може да се спротистави на една алијанса како што е НАТО. Но секако дека е многу битно да се знае дека обичните граѓани не ги знаат многуте податоци и моќта на НАТО и 30 земји членки кои се дел од таа организација. Тие повеќе гледаат она што се гледа со очи отколку податоци. Демократијата се базира на перцепција, не на факти. Така да ја мислам дека сепак и за тие обични граѓани, за да ги сапреме можните лажни вести, зашто крајна линија тие 11 авиони може да биде комплетно празни и ништо да не носат, што сум убеден дека и ништо не носат, затоа што и нема што да носат. Кај Ризван, веројатно врската имаме преки неова саботажа. Се надевам дека ќе се вратите. Повелете.
уште еден обид да направиме. Се надевам кога ќе се воспостави врска, ќе се докаже. Стефан, повели со твоето прашање колегата Николовски од правниот факултет. Прашањето ми се однесува до сите професори во дискусијата. Сакам да прашам, поради настанатата промена во меѓународните односи, како резултат на менување на политичко-економската рамнотежа на моќ на државите во светот, поради глобалната пандемија се разбира, како ќе влијае пандемијата во идното однесување на државите и во контекст на ова, дали ќе има потенцијални уназадувања на Западниот Балкан по нашите евроатлантски односи од безбедносна гледна точка, поради глобалната криза? Благодарам, Стефан. Како што реков, нужни веројатно и најголеми ќе бидат последиците од економијата. Треба да внимаваме да нема последици по демократијата, особено во земјите од транзиција, и целокупната овој процес на глобална пандемија ќе донесе најголемо влијание, ќе изврши на деглобализацијата, односно зајакнување на националните системи и националните ресурси, и се разбира, нужно е потребно обстанување понатаму на процесот на интеграција и врз основа на принципот на колективната одбрана, заедничката безбедност и системот за управување со кризи уште поефикасен ќе биде доколку ги имаме останатите 29 земји членки зад нас. Се разбира, нужно е потребно преиспитување и подобрување на дел од јавните политики и акцентот во иднина да биде ставен на економската и социјалната безбедност и нужно проширување на концептот и пред се вложување во процесот на превенција на безбедноста. Тоа е моје гледање, овде го гледам и колегата Ризван се вклучи да се докаже, и прашањето и на колегата Николовски е во однос колку ова глобална пандемија во суштина ќе ги менува глобалните организации, пред се меѓународните воени и политички како НАТО, Европската Унија. Предлагам колегата Сулемани, па потоа колегата Никола Дујовски со неговиот поглед. Други колеги ако имаат прашања да се пријават, и на крајот да финишираме со одредено излагање, бидејќи цело време со нас и представникот на НАТО полковникот Јанковиќ. Колега Сулемани имаше некоја техничка пречка, повелете, докажете се, и дел од овие дилеми кои ги наметна колегата Стефан може да одговорите. Да, ја не знам до кај стигна, до кога ќе успеав да се искажам, не знам дали до празните авиони. До празните, претпоставам дека тоа е многу битно, да не оставаме простор за да може да се отворат спекулации и дилеми кај обичниот граѓанин, зашто тоа се оние простори кај што лажите вести продира. Нас ни треба како никогаш до сега единство во оваа клучна ситуација, а тука со некои активности од типот што јас ги набројав, НАТО може да помогне. Што се однесува до прашањето на студентот, апсолутно сум убеден. После 11 септември, вие знаете, конкретно се промени стратегијата. Веќе дефинираните опасности не беа тие класични опасности од напад на земји членки со класични ризици и опасности. Проминавме на така наречени асиметрични ризици и опасности, како што беа тероризам, како што беа пролиферацијата на оружјето за масовно уништување, како што беше организираниот криминал и слично. Убеден сум дека после оваа криза ќе бидат дефинирани во стратегијата на НАТО и овие видови на опасности, како што ова, кој јас што ги нарекувам космолошки, од космологијата, кај што доаѓаат од неочекувани извори. Убеден дека ќе бидат отворени прашања и стратегии за опасни од типот, наречем, на вештачката интелигенција, која може да излезе од контрола и цели информативни системи да поремету. Убеден сум дека ќе бидат отворени многу други прашања, но секогаш ќе останат прашања за кои што нема одговор, затоа што стратегијата подразбира да предвидувате иднина. А иднината никогаш не е комплетна слика. Во иднината може да гледате само делови од сликата. Тоа е мозаик на кој што треба да го составувате и никогаш не сте сигурни дека во целост ги имате предвидена опасностите и ризиците кои можат да настанат како резултат на големите промени технолошкиот развој. Но најбитно, јас сум убеден и јас бар мислам дека се повеќе и повеќе свестата за соработка, не само меѓу членки НАТО, но во глобално ниво ќе се смени. Зашто оваа криза покажа дека нема
луѓе кои се комплетно сигурни. Видите, со опасност се случуваат највисоките врвови на државата, како што е во Англија премиерот кој што е во карантин веќе. Нема недотирливи индивидуа и држави. Така да ова ќе го смени комплетно по мене начинот размислување и опасностите на кои што треба да биде подготвена ова наша најорганизирана организација. Благодарам. Благодарам, Ризван. Никола, повели. Благодарам. Во однос на тоа дали коронавирусот и целата оваа криза и вонредна состојба ќе го забави нашиот евроинтегративен процес, многу е рано да видиме како ќе се одрази кризата во општеството генерално, но сметам дека барем во делот на безбедноста нема да имаме некои посериозни назадувања, затоа што ова добрата страна на кризата е и јакнењето на институциите. Паралелно, како што се справуваме со секојдневните предизвици, големениот број на болни, големениот број на жал смртни случаи, се зајакнува активноста на различните институции. Кога ќе ги отвориме преговорите, тоа ќе биде многу скоро, предпоставуваме дека до крајот на првата половина од оваа година, според новата методологија, можеме веднаш да започнеме со тоа што претходно беа поглавјата 23 и 24. Во овој сет на 6 нови поглавја, големи поглавја, секако се дел од она што значи сега, веднаш, почеток. И мислам дека овде ќе бараме соодветни начини да покажеме дека ние и досега имаме хармонизирано голем дел од законодавството на Европската Унија и затоа ценам дека сферата на безбедноста нема многу да забави со коронавирусот. Напротив, еве гледате какви нови начини наоѓаме да бидеме уште поблиски. Ова е можноста да имаме професор Сулеймани од еден универзитет, колегите од правниот факултет во Кишево, ние во Скопје сите заедно и тоа со подготовка од само ден, 2 или 3, води кон тоа дека утре сите договарања кои што треба да се случат можат да бидат многу побрзи. Може да бидеме многу покохерентни. Но да почекаме, да видиме кој сценарио ќе биде на крајот или барем кога ќе бидеме во завршната фаза од кризата, колку ќе бидат нашите буџетската дупка, затоа што и безбедноста се финансира од државниот буџет. И развојот на новите практики, ако сакате, бараат многу средства. И тоа што ќе значи прилагодување законодавството не е само на хартија. Ќе мораме и реално да го имплементираме, исто така ќе зависи од тоа колкава ќе биде буџетската дупка. Но генерално, според принципите кои што Европската Унија ги утврдила за преговори, а ние нашите одамна ги имаме утврдено, јас очекувам дека не назадување, не забавување, уште посилно дека ќе го отвориме тој процес. Благодарам. И благодарам за насите. Благодарам, колега Дојовски. Значи, овде имаме и студенти од нашиот Свети Климент Охридски, од Свети Кирил и Методи од Правниот факултет, Универзитети од Мајка Тереза, така да на едно место сме собрани многу професори и студенти. Дали некој друг заинтересиран за дискусија и за дебата? Има одредено прашање? Јас би сакал краток коментар, ако може. Здраво на сите, јас сум Елмос Хасановиќ, дипломец на Факултет за безбедност, инаку програм координатор на Инфоцентарот за евроатлантска интеграција. Со добар дел од вас се познавам, со останатите дел ми е драго што ги гледам тука, посебно колегите од безбедност. Во однос на помошта на Русија би се сложил со професорот Дојовски, бидејќи свесни сме дека во Србија веќе извесно време постои тој руско-српскиот хуманитарен центар кој што има покрај таа званична улога и друга незванична улога, а тоа сите добро ја знаеме која е, да делува на некој начин оперативно во овој регион кој што во предпристапната фаза Македонија беше најпогодена со тие кампањи на лажни вести и на други разузнавачки кампањи за да се подкопа поддршката за НАТО. Во однос на поддршката која што таа даде за, односно хуманитарната помош за Италија, добро е да се спомене дека тука има лукративни мотиви, дури и Роуз Готемелер, еден од високите функционери на НАТО, изјави дека Русија и Кина сакаат да демонстрираат мека сила и улогата на НАТО не е да се конфронтира со нив, туку да се справи со овие предизвици.
И во таа насока е помошта која што Русија наводно ја дава за Италија, а со испраќање на 122 офицери за радиолошко, биолошко и хемиско оружје, предводени од Сергеј Китов, кој што е заменик началник на тој оддел за одбраната во Руското министерство, а кој што е познат по неговите изјави дека во Сирија не се користеше хемиско оружје од страна на Асад. Значи треба да бидеме многу внимателни во однос на Русија и не треба да се занимаваме со нив, бидејќи сметам дека до овој момент НАТО искористи доволно ресурси, но дали тие може да се подобрат во иднина, секако се може да се подобри, па и тоа. И дури ние на предновата година дебатиравме за можностите за подобрување на капацитетите за справување со кризи. Посебно што ние како земја можеме да ја понудиме на НАТО алијансата. И еден од моите предлози беше да се формира еден таков центар во нашата држава со task forces или тимови кои што ќе бидат спремни за делување 24/7 и кај што сета таа помош ќе биде стационирана во едно место и од едно место ќе се координира во согласност со Евроатлантскиот регионален координативен центар за справување со кризи. Тоа сакав само да го додадам и сметам дека во овој клучен момент потребна е солидарноста и помошта, не само да ја добиваме, туку и малци ние како земја да учествуваме со еден, па макар бил и некој минорен придонес, но сепак треба да покажеме солидарност и со другите земји, посебно со Италија и со Шпанија, и да им помогнеме на одреден начин. Како тоа што го направи Албанија со испраќање на 50 на лекари. Благодарам. Дали има некој од студентиве за дискусија? Во спротивно, доколку нема... Јас би имал. Да? Илија Блажевски. Илија, повели, поздрав. Како е во Чешка? Од Република Чешка. Многу интересна дебата, многу интересни теми. Па, пред се моето прашање би се однесувало до сите вас, ако можете на кратко, колку нели што ни дозвола времето. Дали сметате дека координацијата помеѓу НАТО и Европската унија во овој период според мене е малце зата и дали во иднина би требало да се создаде некој заеднички механизам барем за делување во вакви ситуации кои што се наоѓаме моментално? Тоа било конкретно моето прашање. Благодарам. Други прашања дали има? Јас имам прашање. Лек Груби повели. Да. Имам едно прашање за колонел Зоран Јанковиќ и ќе ја представам на англиски јазик. Ако не е проблем, нормално. How will the procedures regarding the military bases in Skopje and other cities of North Macedonia be moved or replaced to other regions and parts of North Macedonia, and what will happen with the land of the military bases that were moved, supposedly, if they will be? Благодарам, Лек. Значи, предходното прашање беше дали може соработката помеѓу Европската унија и НАТО да биде многу подобра, особено моделот на справувањето со оваа глобална пандемија, и на потоа следното прашање на колегата Груби до Јанковиќ. Сега предлагам, полковниче, вие да земете збор да одговорите на овие неколку дилеми кои ги начнавме предходно и на двете прашања. Повелете. Thank you very much indeed, and thank you for excellent questions. In fact, I wanted to argue with Mr. Professor Soleimani, because he exposed this support from China or Russia with the aid from them. However, what I wanted to say is, of course, firstly, I would like to reiterate my statements that when I was discussed about the threats, that there are some threats that you cannot fight with the bullets and tanks, of course. And another one is what I said, that sometimes our plans and contingencies looks excellent and perfect on the paper, but are not executable. What we did not speak today is exactly the question of Ilya Blazhevsky, and it is a question about NATO-EU cooperation.
speaking about aid, we have to say that it depends, of course, on how you present this aid in media. I believe that Serbia had an interest to present like they brought to them everything, but they forgot to say also that they were eligible for financial resources coming from European Union. And I would like also to reiterate that also North Macedonia is available for, as far as I know, around 70 million, not in the aid only, but to tackle consequences coming out of this pandemic situation and crisis. So this is very important to reiterate and to emphasize that NATO and EU cooperation is extremely important, that NATO has their capabilities are those of member states, and more or less we are speaking about military capabilities. Speaking about hard power and soft power, then there is NATO-EU cooperation tackling this issue. And speaking about soft power, we are speaking mostly about European Union support. Of course, there are capabilities from NATO that were already mentioned by Secretary General, mentioned by different participants in this discussion. But of course, we have now be focused on how to tackle together this crisis and how to solve this. Concerning the question of student Lek Grubi about potential of military bases and the movement of everything in the territory of North Macedonia, I would like to say that it is a question of the assessment of strategic commanders, whether there should be anything and whether there is a need of any NATO base. In that case, if there is a need, but there is no such assessment yet, of course, if there is a need, then it will be financed by so-called NSIP, NATO Security Investment Program, where we are speaking about the need of strategic commanders, how to deal with the operational area here in the Balkan region. Otherwise, there will be no NATO base. Thank you. Благодарам, полковник Јанковиќ. Дали има други за дискусија? Овде беше интересно прашањето во однос на соработката Европска Унија НАТО, како што е познато колегата Дујовски, дел од неговата потесна научна дисциплина Европската Унија. Веројатно, ако има интерес да одговориме на едно прашање од колеги кој е на Еразмус онлайн во Чешка. Големи поздрави до сите колеги кои имаме вклучено и сега преку оваа дискусија, и се наоѓаат и не можеат да се вратат и се наоѓаат во Чешка, во Франција, во Бугарија и така натаму. Повелете, колега Дујовски. Благодарам. Да, значајно е да се следи на кој начин се одвива соработката помеѓу тие две институции, меѓутоа исто така мора да сме свесни дека станува збор за два различни концепти. Пристапот соработката тие се секогаш на високо ниво. Дали баш сега и во овој момент соработуваат така како што треба? Не сум сигурен, меѓутоа мора да сме свесни дека и НАТО и Европската Унија имаат соодветни механизми како ги третираат прашањата, како ги носат одлуките, како пристапуваат кон можеби економска соработка, воена соработка или било каква друга. Значи тие механизми не се толку едноставни и мислам дека да, добро би било како научени лекции да се изнаоѓаат најдобрите можности за соработка дури и сега во овој период. А дали ја има и дали е реална, оценете сами, од 30 земји членки на НАТО, еден голем дел се и земји членки на Европската Унија, најголемиот дел се и земји членки на Европската Унија, неколку држави, помеѓу кои
Соединетите Американски држави, Канада и некои други не се членки на Европската унија, меѓутоа се заинтересирани, се разбира, да ги градат политиките на НАТО. Затоа би рекол дека е многу комплексно прашањето на кој начин се одвива таа соработка. Седиштето и на Европската унија и на НАТО се наоѓа во Брисел. Не е случајно направено. Уште пред 70 години, кога е формиран НАТО, и 2 години подоцна, кога започнува посериозно се размислува за Европска економска заедница или Париските договори од 51 година, е одлучено дека седиштето ќе биде во Брисел. Това значи дека тие и формално делат многу заеднички интереси. Тоа е важно. НАТО е воено-политички сојуз, Европската унија е поразлична, таа е наднационална категорија на држави, меѓутоа многу често се испреплетуваат и во своите интереси и во своите политики. Благодарам, колега Дујовски. Мислам дека полека ја исцрпуваме. Уште нешто јас. Да. Па да, дефинитивно ние и во теоријата порано која учеве Вукадиновиќ во најмала рака ќе каже дека НАТО и Европска унија се една пара во две страници, затоа што поред тоа што е политичка организација, НАТО треба и заеднички вредности да подели. И иако во последно време има и различни размислувања околу тоа, секако дека е многу битно и тоа претпоставам дека студенти кои се бават со европските интеграции и НАТО интеграциите знаат дека таа трета компонента, надворешната и безбедносната политика во Европската унија се уште е заедничка надворешна и безбедноста, не е поделена ниту како единствена, а ниту како самоодбрана или безбедност. Но во секој случај координацијата меѓу овие две организации, кои сакале ние да признаеме или не, се сепак делат заеднички вредности во најголемиот дел, треба и како да се подобри, иако има дисонантни тонови околу тоа во кој правец во иднина би требало да се движи таа соработка, дали Европска унија ќе треба да развие своји војни сили и така натака, но јас сум убеден дека таа соработка ќе треба да се подобри и ќе се подобри. Затоа што уште денес, како добро сабајле слушам, дека веќе и тие Европската унија планира да има ваква конференција за координација на активностите внатре Европската унија, но убеден сум и со НАТО, а секако дека и тие треба да се подобри во иднина. Ви благодарам, колега Ризван. Бидејќи полека влегуваме во 90-та минута од овој настав, мислам дека беше доволна оваа онлайн дискусија да испровоцираме повеќе прашања, да одговориме колку ние сме подготвени и НАТО да се справи со глобалните ризици и се разбира и ние самите седејќи дома треба да се менуваме, но и реално и колективните безбедносни системи и безбедносниот систем после оваа криза ќе треба да се запрашаме во кој правец треба да се менува со оглед на да одговори вистински и навремено на сите овие безбедносни ризици со оглед на недостатокот веројатно на времената превенција која имаме и ние дома, но и генерално на глобалните и меѓународните организации. Овде се пријателите да ни помогнат, ние остануваме на стратешките приоритети како 30-та земја членка на НАТО алијансата. Денеска добивме изјава од министерот за надворешни работи на Унгарија, во кој се залага и Европската унија да ги започнеме преговорите во почетокот на јуни, но и принципот на солидарност може да биде многу поголем и од земите на НАТО и од земите членки на Европската унија и верувам дека ова ќе не направи многу посилни сето ова премрежје кое го поминуваме со оглед на тоа што се разбира глобалните предизвици и закани и понатаму ќе демнеат над нашето секојдневно живење. Јас ви благодарам на сите, на председателот на државата, на премиерот, на шефот на канцеларијата на НАТО полковникот Јанковиќ, на колегата Ризван, на колегата Дујовски, деканот на Факултетот за безбедност, на Универзитетот Мајка Тереза, на колегите кои доаѓаат од овој универзитет, на нашите колеги од Факултетот за безбедност, Правниот факултет од Скопје, Правниот факултет од Кичево. Навистина, ова е главната порака, да го испратиме, да го задржиме духот на заедничките активности. Ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден и многу здравје и се разбира заеднички. This is why it's better 5G. Да, овде јас кажала. Се слушнавме,
Да, веројатно имаше одредени проблеми. Уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам многу здравје и верувам дека заеднички ќе ги искористиме сите овие научени лекции да бидеме уште посилни. Овие активности Факултетот за безбедност ќе ги продолжи понатаму преку клубот за креирање на јавни политики, во кој еднаш во неделата ќе имаме вакви онлайн дискусии и предавања кои се отворени, се разбира, и за колегите од другите универзитети и да се менуваме и самите ние, но се разбира и меѓународните воени и политички организации. Ви посакувам многу здравје. Професоре, јас би кажала нешто за крај. Значи, јас сум Тања од Американското КАТЧЕ или Американски образовен центар. На сите ви благодарам денес што земавте активно учество во онлайн дискусијата. Се надевам и во иднина ќе организираме вакви настани. Чест ни е што бевме коорганизатори на овој настан со Факултетот за безбедност, во кој што учество земаа професионалци од областа, представници на академската заедница, представници од државниот врв, како и вие ценетите студенти. Ви благодарам на сите за одвоеното време, останете добри, ви посакувам многу здравје и да се видиме повторно. Поздрав и пријатно на сите. Поздрав. Пријатно. Поздрав. Поздрав. Секој добро, пријатно. Пријатно, се најубаво. Пријатно и се најдобро. Пријатно. Поздрав до сите, многу здравје.